Ѓурѓовден Ерделези. Кај балканските народи, именувањето на празникот кој ја најавува пролета и бујната вегетација се именува како Ѓурѓовден или Јурево. И сите називи имаат исто значење, само на различен јазик. Ова именување се однесува на денот посветен на светецот воин и маченик Свети Ѓорѓе, кој во православната религија е насликан на бел коњ, како со копје прободува змеј, односно ламја. Во христијанската религија, како и во многу митологии во уметноста, змејот е символ на гревот и вообичаено е победен од некој змејоубиец, во случајот од светецот и великомаченик Ѓорѓе, чиј празник посветен нему се празнува на 6 мај според грегоријанскиот календар, но и христијанскиот календар. Турската верзија на името на овој празник е од арапско потекло со значење на зелено. Според едно толкување на еден турски речник, Хидрелес е 40-тиот ден од пролетната рамноденица, односно се паѓа на 6 мај. Етимологијата на зборот Хидрелес е поврзана со една од легендите на пророците Хизр, односно Хадр, и Илјас, тоест Елијах. Постои една легенда поврзана со споменатите митски личности во која се споменува дека Хизир шета по земјата и е носител на изобилие, додека Илјас е господар на морињата. И секоја година се сретнуваат на земјата на 6 мај и разговараат, а после нивната средба земјата позеленува и расцветува. Природата се разубува, а водите во морињата нараснуваат. Ерделес или Хидрелес е турски збор со кој турците го нарекуваат овој празник на обновување на летото. Ромите од источна Тракија во Турција го прославуваат празникот Какава, ромски збор за казан, или на турски Тенџере Бајрами, како премин од зимско кон летно време. Прославата на Ѓурѓовден Ерделези представува голем настан кај ромската заедница во Шуторизари, бидејќи тие го сметале во минатото за свој празник. Се верувало дека со одбележувањето на празникот завршува зимата и започнува летното време, како можност за нова работна сезона која ќе обезбеди поголем берикет во текот на годината. Сите досегашни истражувања поврзани со празникот Ѓурѓовден Ерделези водат до општ заклучок, кој е својствен и за останатите неромски етнички заедници, чија цел на прославување е заедничка и има иста функција – будење на вегетацијата и премин од зима кон лето. Тука би истакнал и една ромска пословица која гласи: "Наклали од Џурдано спреми тут каштенче. Пројде ли Ѓурѓовден, спремај си дрва." Оваа народна пословица алудира на цикличното повторување на календарското време – ладно, топло, ладно. Во контекст на ова ќе спомене само еден обред кој го означувал Ѓурѓовден Ерделези како почеток на новата годишна сезона, а со која завршувала на празникот Митровден во месец ноември и го означувал почетокот на зимата. Фолклористот Воислав Јаковски забележал дека децата се мерат и на дваца празника, со цел да се види нивната телесна тежина, колку се поправиле или ослабнале. Овој обред е ретко забележан и повеќе не се прави. Овој празник представува семеен колективен настан, каде што на спонтан начин колективот, односно заедницата, го прославува на јавните површини. Во подготовката и обредната прослава вклучени се и најмладите, така што се верувало во надежта за продолжување на семејната традиција. До крајот на 90-тите години, празнувањето на Ѓурѓовден Ерделези масовно се прославуваше од сите роми. Според записите на Елси Дунин, во Скопје сите роми од населбата
Топана и Шуто Оризари масовно го прославувале овој празник без разлика на нивната вероисповед. Сега, овој празник се прославува со редуцирани обреди, а голем дел од ромските домаќинства по Шуто Оризари и воопшто и да не го прославуваат. Сепак, обредноста на овој пролетен празник ќе ја образложиме и анализираме од аспект на обредите кои се практикувале во минатото, а во понатамошната анализа ќе споменеме и дел за сегашната состојба. Подготвителната фаза на празникот започнувала неколку недели претходно со темелно чистење на домот, купување на јагне и купување на нова облека за децата. Така што празнувањето на овој празник кај ромите започнувал од 2 мај и трае до 9 мај. Семејствата најнапред, неколку недели пред празникот, без никаков претходен договор, во релативно исто време, ги чистеле своите домови, варосувајќи ги внатрешните простории во домот со нова свежа боја на ѕидовите, потоа со перење на теписи, фарбање на оградите од куќата и промена на зимската во летната облека. Според некои толкувања, обредното чистење на куќата содржи и елементи на магиско дејство за истерување на лошите духови кои одседнале во куќата и како заштита од уроци и други негативни влијанија во семејството. Во Шуто Оризари, веќе кон крајот на месецот април се појавувале и сточарите, најчесто албанци, кои продавале јагниња, бидејќи жртвувањето на јагне е едно од најголемото обележје на овој празник. Имено, некои семејства во Шуто Оризари, најмногу кај топанлиите и маџурите, неколку месеци пред празникот купувале мали, што току родени јагниња со цел да учествуваат на колективниот надпревар за најубаво шампионско јагне. Овој обред, кој се уште се практикува помеѓу ромското население во Шуто Оризари, се одржува на 2 мај, во раните утрински часови на големата раскрсница. Како услов за јагнето да ја носи титулата шампионско е да биде големо и високо, да нема повеќе од 6 месеци и се уште да цица мајчино млеко, а неговите влакна да бидат жолтеникави и многу меки. При носењето и покажувањето на јагниња, купени од скопските села Рашче и Копаница, има неколку тајфи на музичари со зурли и тапани кои свират мане пред шампионите, тоест собствениците на најубавите јагниња. Ромите од Шуто Оризари неколку дена пред празникот купуваат јагниња и ги чуваат дома, а ги колат како курбан, односно жртва на 5 или 6 мај, тоест денот на празникот или на самиот празник во раните утрински часови. Некои етнографски групи, како што се џамбазите и православните роми, јагнињата ги колат на 6 мај наутро пред да изгрее сонцето. На 5 мај, ден пред празникот, ромите од Скопје ја посетувале црквата Свети Јован Крстител во населбата Капиштец. На 5 мај, ден пред празникот, ромите од Скопје ја посетувале црквата Свети Јован Крстител во населбата Капиштец, која има карпа од која што извира вода. Овој ден кај скопските роми се нарекувал шуталопани, односно кисела вода. Тогаш тие се миеле со водата, а некои и полнене шишиња од изворот ја користеле за домашна употреба, верувајќи дека ќе ги благослови и ќе им донесе подобро здравје. Според документарниот филм Сао Рома, може да се забележи масовност при посетата на овој ден во црквата Свети Јован Крстител. Дунин снимала видеоинсерти од 80-тите и 90-тите години, кои прикажуваат различна обредност: палење на свеки, полнење на изворска вода, набавување на тополови гранчиња, играње и танцување пред дворот на црквата и така натаму. Во 2011 година, при една моја истражувачка посета, забележав дека само неколку семејства биле присутни на Шуталопани. Повеќе, оваа црква ромите од Скопје не ја посетуваат. Во минатото,
Ромите кои што ја посетувале оваа црква од паднините на Водно, во непосредна близина до светото место, кршеле и тополови гранчиња и ги носеле дома. Се до крајот на 90-тите години во ромските куќи можеше да се забележат и украсени домови со зелени гранчиња, а некои пак ги украсувале и веќе закланите јагниња на 5 и 6 мај. Понатаму, зеленилото се користи за време на утринското бањање на 6 мај, при што децата, но и поозрасните се мијат и тријат со билки, најчесто со зелени билки и особено со детелина, бидејќи се верува дека зелената трева е лековита и обезбедува поголема плодност и здравје. Зеленилото е всушност главниот символ за време на овој празник, а впрочем и етимологијата на зборот ерделези доаѓа од името на пророкот Хизр, што на арапски јазик значи зелен. Според некои толкувања, зелената боја представува и човечка боја, средина помеѓу црвената и сината боја, што всушност представува аналогија на топлото и студеното време. Се верува дека земјата, која се облекува во зелена боја, представува символ на мајка, која го храни човештвото. Символиката на јагне во обредноста на Ѓурѓовден ерделези може да се каже дека за ромите во Шуторизари има и најголемо значење во народната традиција на празникот, при што се врши колење на јагне жртва курбан. Всушност, жртвувањето на јагне представува еден вид на символ на комуницирање со божествата кои обезбедуваат плодност, берикет, здравје и среќа во летниот период од годината. Во овој момент, додека касапот се подготвува за колењето, домакинката и домакинот изговараат молитва кон Господ за здравје и среќа. Гудлеа девла помоштарамен, бахтаса, састимаса, чаворенцар, тајбарвалимаса. Муслиманските роми, пак пред да се жртвува јагнете, велат бисмилај во името на Аллах, односно на Господ, а понатаму продолжуваат со колењето. При принесувањето на жртва, јагнето има и символика во исхраната кај ромите за време на празникот Ѓурѓовден ерделези. Еден информатор вели дека периодот на месец мај ромите ја променуваат и својата исхрана со која претходно било забрането. Се до колењето на јагнето било забрането да се јаде тазе месо. Се верува дека јагнешкото месо најмногу е тазе токму за време на пролетниот период, односно за време на почетокот на месецот мај. Некои семејства, особено кај топанлиите и маđурите, што току родените јагниња ги пазаруваат дури 5 месеци пред празникот ерделези. Токму затоа, од ова може да се заклучи дека нивната гозба била обилна и голема. Исто така, за време на ѓурѓовденските празници може да се забележат и специјалитетите, направено од јагнешкото месо. Манџа со стребата од јагнето, позната како кукурекора, печено јагнешко и печена јагнешка глава. Специфично за ромите од Скопје била и прославата на 9 мај, како последен ден од прославувањето на празникот, покрај местноста кај француските гробишта, која се наоѓа во непосредна близина кај Скопското кале. На овој ден, ромите од скопските населби, најмногу од Топана, но и од Шуторизари, колективно се собирале и го празнувале одбележувањето на испраќањето на празникот Ѓурѓовден после 4-дневното славење. До крајот на 90-тите години на овој ден од дома се подготвуваше јадењето и после попладневните часови се прославуваше со најблиските. Овој ден исто така е познат и како Штарто диве е ерделезеско и се смета за посебен ден, односно денот на ромите или наш ден Амаро диве. Прославата и испраќањето на Ѓурѓовден ерделези се правеше со најблиските, при што и заеднички руча, а потоа и колективно сите роми играа на музика од зурладжи и тапанџи, кои самите доаѓа на оваа специјална пригода. Во документарниот филм Саe Рома може да се забележи дека во 1967 година
Над 10.000 роми во Скопје се собирале и го празнувале овој празник. Обредноста која се практикувала за овремен празник во сегашно време е многу редуцирана, а некаде и целосно напуштена. Една од значајните промени кај скопските роми е напуштањето на колективното јавно играње на отворени простори, кое е заменето со минимални семејни собирања во домовите. Се до 80-тите години од изминатиот век во Скопје главна карактеристика на празникот покрај останатото беше и колективното јавно играње, кое овозможувало комуникација и општествено дружење. Понатамо, масовното собирање и славењето на повеќедневниот празник во повеќето средини каде што живее ромското население беше одлика која отсликува обединестост помеѓу сите роми, без разлика на нивната вероисповед. Исто така, значење дека ромското население овој празник никогаш не го прославувало низ призмата на институционалната религија, како празник посветен на светецот Ѓорги, кој според христијанскиот календар, како што е споменато, се одбележува на 6 мај. Односно, секогаш ромите овој празник го прославувале како традиционален ромски празник, односно наш празник или Амародиве. Сепак, забраните за некои обреди од народниот календар не треба единствено да се сватат како последица од развојот на институционалните религии и почитувањето на нивните догми од страна на верниците. Имено, во последно време, поради техничко-технолошкиот развој на општеството, па и поради поголемата комерцијализација и ширењето на глобализмот, народната религија е потисната од новиот начин на живење присутен во современоста. Токму поради ова може да кажеме дека покрај религијата и современоста сама по себе, што представува неминовен процес, имаат важно влијание врз потиснувањето на народната религија, односно губењето на обичаите и обредите. Би споменал уште еден податок кој има влијание врз прославата на празникот Ѓурѓовден Ерделези. Важно е да се спомене дека со изградбата на амбасадата на Соединетите Американски држави во 2007 година, нападината покрај француските гробишта го зазеде култното место на ромите од Скопје кои на 9 мај се собирале да го прослават празникот Ерделези. Во подоснежните години се забележуваше прославата спроти амбасадата на тревната површина, но од 2016 година повеќе и да не се појавува ромско семејство да го празнува овој празник.